Струмичани денеска, освен што ќе го слава Свети Трифон и Свети Валентин, тие од денеска ќе почнат да ги облекуваат маските со оглед дека започнува вечерва интернационалното годинашно издание на Струмичкиот карневал. Разговараме со господинот Ване Ристов Патриков, член на организациониот одбор. Господине Ристов, вечерва почнува годинашно издание на Струмичкиот карневал. Дали се е подготвено за активностите кои што се планирани или Струмичкиот карневал што ќе трае цела недела? Да, секако имајќи во предвид краткото време за организација на годинашниот карневал, морам да напоменам, ние одборот беше избран некаде во крајот на декември, значи скоро месец дена работиме на ова програма на проектот Струмички карневал. Ми се чини дека се е подготвено. Изменаџирани се многу настани, многу проекти. Годинава ќе имаме една новина, по прв пат градоначалникот ќе го даде клучот на градот на карневалистите. Значи, тие неколку дена, додека трае карневалот, со градот ќе раководат карневалистите и маскираните групи. Програмите се договорени, почнуваме со детскиот маскенбал, каде што ќе се бират принц и принцеза кои ќе бидат во неделата на детскиот карневал. Веќе наредниот ден имаме објава на резултатите од конкурсот за најдобра тема на тема карневал во библиотеката Благо Јанков Мучето, потоа имаме изложба на фотографии во Националната установа Центар за култура Антон Панов и како шлак на вечерта ќе биде концертот под маски кој го организира музичкото училиште Боро Џони од Струмица. Со ова завршува вториот ден од карневалот, веќе следниот ден петокот имаме карневалско дружење со гостите од странство. Тоа ќе биде една пригодна забава за сите гости, околу 500 гости ќе бидат присутни на Струмичкиот карневал од Балканот и од пошироко. И вечерта ќе биде најзначајниот дел каде што буквално се отвара големиот Струмички карневал, маскенбалот кој ќе биде во хотел Сириус. Таму се бира принц и принцеза на карневалот кој ќе ја предводат поворката во саботата на интернационалната вечер. Следниот ден имаме прием во саботата имаме прием за странските гости кај градоначалникот, едно убаво видување да се запознаат, да разменат поклони и вечерта почнува интернационалното издание на Струмичкиот карневал. Ке имаме околу 2000 маскирани луѓе, повеќе од 45 групи во повеќе категории. Годинава имавме измени и во доделувањето на награди, го изменивме. Всушност додадовме една нова категорија, тоа е категорија алегоријски возила. Досега тие не беа вреднувани посебно, годинава ќе бидат вреднувани со посебно категорија и посебни награди. Ги споменавте учесниците, колку годинава може да очекуваме учество или учесници на Струмичкиот карневал, ке имали надвор од нашава земја тие 40 на карневалски групи како што ги спомнавте? Па, пред малку спомнав дека ќе имаме околу 500 гости надвор од нашата земја, значи ќе имаме групи од Словенија, од Хрватска, од Србија, од Бугарија, од Аруба ќе имаме гости, од Црнагора, од Бугарија. И тие се 500 гости кои се надвор од Македонија, сите други 1500 ќе бидат маскирани од Струмица и од Македонија. Ќе имаме гости од Кавадарци, од Бегниште, од Сопот, од Берово се надевам, од Радовиш и така. Ристо, што може да очекуваме од годинашно издание на Струмичкиот карневал? Вие како организатори постојано од година во година најавувате се подобар и поквалитетен карневал. Што може да очекуваме оваа година? Па ние веќе пред неколку години го достигнавме врвот на организацијата на карневалот и сега се трудиме овие последните години да го држиме тоа ниво. Знаете дека бевме прогласувани 2 пати за најдобра манифестација на отворено од Министерството за финансии. Бевме прогласувани за меѓу топте 6 карневали во Европа. Минатата година добивме некои признание од туристичките заедници во Бугарија, така да оваа манифестација веќе година за година оди скалило погоре. Се надевам дека годинава ќе го одржиме тоа што го ветивме пред Струмичани, го ветивме пред Македонија и ќе имаме едно одлично издание. Можам да напоменам дека ретки се такви карневали кои се случуваат на отворено и во вечерните часови. Тоа
бара посебни организацијски ситуации. Значи, мораме да бидеме со осветлена траса, мораме да имаме малце поосветлена сцена и така. Значи, сите други карнавали се случуваат преку ден. Нашиот карнавал е единствен, кој покрај Рио се одржува навечер. Ги спомнавте карнавалските групи. Имате ли инсайдерски информации што може да видиме и какви се маските годинава? Па како и секоја година, карнавалистите ги чуваат во тајно своите маски, меѓутоа ние еве малку прошетавме, видовме кој со што работи. Ке имаме прекрасни маски во секој случај. Од авиони па до заледени простори, од вселената па до земјата. Значи, толку се креативни луѓето кои ги прават маските, што буквално занемуваме пред она што го гледаме. Секако карнавалските групи се столбот на карнавалот, кој што на некој начин ги креира тие маски. Како организационен одбор, спомнавте и поддршка од Министерството за култура. Можете ли да ги мотивирате и да ги поддржате карнавалските групи? Па ние до сега ги мотивиравме карнавалските групи со тоа што обезбедувавме патување во странство. Значи, тие истите групи кои беа наградени до сега, добива покрај тоа што добива награда, добива и патување на други карнавали, од Бугарија, Србија, Хрватска, Црна Гора. Годинава по прв пат, после долги години, добивме средства од Министерството за култура. Вчера беше објавена програмата, добивме 2 милиона денари. Се надевам дека организациониот одбор ќе донесе некоја одлука да се обештетат или да се дадат, ако не годинава за следната година, да чуваме некои средства како почетни средства за следната година да се прават маските, бидејќи годинава е многу краток периодот. Ние тие средства не можеме и да ги добиеме до петокот, тие ќе стигнат после карнавалот, веројатно. Така да основата на карнавалот во Струмица се карнавалските здруженија и карнавалските групи и мораме да се грижиме за нив. Има ли интерес кај подмладокот? Се појавуваат ли нови карнавалски групи? Па секоја година излегува по една до две групи. Подмладокот ние го гледаме на детскиот маскенбал и на детскиот карнавал. Детскиот карнавал кој се случува во недела, после интернационалниот карнавал, исто така изобилува со огромен број на маски. Тука имаме околу 1000 до 1500 маскирани дечиња кои дефилираат низ градот и се рај за окото. Едноставно, тие се новите генерации кои следниот карнавал или следните години ќе го прават Струмичкиот карнавал. Каде е мапиран Струмичкиот карнавал? Спомнавте дека карнавалските групи патуваат надвор од нашава земја и го промовираат Струмичкиот карнавал. Но да не бидете толку скромни, каде е Струмичкиот карнавал на европската карнавалска сцена? Па каде и да се појават струмичките маски, буквално ги фасцинираат гледачите, ги фасцинираат тие кои го организираат карнавалот. Ние, рековме, бевме 6-ти карнавал, не само по организација, предпоставувам тука, кога се рангираат карнавалите, се рангираат и маските и тие кои учествуваат во карнавалот. Така да, ние сме во Европа, можеби, меѓу трите карнавали кои, бидејќи нашиот карнавал е специфичен, од тие причини е меѓу трите карнавали најдобри во Европа. Секоја година се прават нови маски. Другите карнавалите во Германија, во Холандија, во Данска, една маска учествува во карнавалите 3, 4 или 5 години или додека не биде истрошена. Само Струмичкиот карнавал и карнавалот во Риека прават маски секоја година различни. Христов, ја спомнавте програмата, има ли некои новитети? Се зборува дека годинава можно е да има и карнавалска забава под отворено по повод јубилеот од приемот на Струмичкиот карнавал во Меѓународната асоциација или Европската асоциација на карнавалските градови. Па новитети не можевме ние многу да направиме, бидејќи не знаевме до вчера. Ние програмата ја објавивме пред една недела, не знаевме до вчера колков буџет ќе имаме, но новитети е тоа што сакаме да направиме после завршувањето на карнавалот, една забава на отворено која ќе трае од час, час и половина, бидејќи Струмичкиот карнавал не е само на трасата и на плоштадот кај што се случува карнавалот. Карнавалот се случува во секој кафич, во секој ресторант. Буквално Струмица е преплавена со гости и преплавена со маскирани луѓе. Не сакаме да им го скратиме задоволството на младите да се дружат во
кафеаните, во кафичите, во дискотеките, но ќе направиме кратка забава, која од час и половина на плоштадот, со гостите од Аруба, и со тоа и ќе прославиме 20 години членство во ФЕК. Струмица знаеме дека членството во ФЕК или знамето на ФЕК го доби токму кога Конгресот на карнавалските градови беше во Аруба. И од тие причини ќе направиме една таква кратка забава. И за крај, господине Ристов, зошто нашите гледачи да бидат дел од Струмишкиот карнавал, односно да престојуваат овде и да бидат од оваа годинашно карнавалско издание? Која е она провокација која што сакате да им опатите на нашите гледачи? Па за да уживаат буквално во она што ќе го видат, да ги наполнат очите, да ги наполнат душите, да почувствуваат нешто различно од секојдневието. Струмица тој ден ќе живее карневалски, ќе живее маскирано и се надевам дека ќе пружи задоволство и на сите тие кои ќе додат надвор од Струмица. Морам да напоменам, струмичани се гостопримлив народ, сакат да се забавуваат и сакат да дочекуваат гости. Ристов, јас ви благодарам на ова интервју и успешна реализација на сите активности од годинашниот карнавал. Благодарам и вам.